Теодора го има првото прашање за денеска и прашува што е најдобро да се консумира за појадок. Теодора, за ова прашање често јас комуницирам и зборувам и со клиентите и со луѓето со кои што работам. Пред да ти кажам што е најдобро, би се навратил на тоа кога е најдобро и што е практично појадок, затоа што многу луѓе често појадок рачунаат тоа што ќе го изедат. Појадокот го рачунаат првиот оброк во денот, а во принцип појадок се рачуна тоа што ќе изедеш во првите 30 до 60 минути од будење. И многу луѓе практично првиот час им ја промаа, едноставно ништо не јадат. Самиот збор breakfast, кој што нели доаѓа од англискиот збор појадок, значи дека целата смисла на breakfast значи break the fast, или во превод на нашки е да го прекинеш постот, кој што сите ние го имаме во текот на ноќта. И е најдобро да биде 8 часа. На клеточно ниво, ако гледаме, на телото му треба дотур на нови суровини за да може метаболизмот да функционира. Тие суровини се викаат кислород, кој што да, и во текот на ноќта ги добива нашето тело, но вода и хранливи материи не ги добива во текот на ноќта кога се случува постот, и затоа е добро да ги имаш во првите пола саат до саат од будење. И тогаш е практично појадок, а не е појадок тоа што прво ќе го изедете во текот на денот. Доколку не се случува во првиот саат, тогаш не се вика ни појадок. Тогаш веќе се вика можеби intermittent fasting во ново време, кое што значи прескокни го постењето, па јадиете ако е не знам 16-8 стратегија, 8 часа само во денот имаш за да ги консумираш хранливите материи и калориите. Што е најдобро? По мене и по она што најчесто нука да го зборува е дека појадокот и ручекот треба да се буквално комплетни оброци, односно да имаат и витамини, и минерали, и масти, и јаглехидрати, и протеини. Затоа што особено за појадокот е важно, бидејќи пред малку зборував, на клеточно ниво ние сме испостени и потребен е нов дотур. А нема поважен или поневажен нутриент, сите се важни во нашето тело и затоа појадокот буквално треба да ти биде нутритивна бомба. Опции милиарда има. Ако ме прашува што јас правам протеински шејк, готов веќе оброк во прав, кој што го правам во јогурт, млеко или вода, па додавам можеби овоше или некои други додатоци за да го менувам и вкусот, и тоа го правам од причина што ми е многу едноставно и не ми се губи време наутро за да приготвувам појадок. Имаш многу опции, почнувајќи други од не знам комбинации на житарици, по мене најдобри житарици се овес или рж. Така да овесни или ржани снегулки би биле со семаворет, со јогурт, со можеби јајце, со додаток овоше и можеби некои од семињата како лен и слично. Затоа што да го комплетираш оброкот значи дека треба да имаш широк спектар на различни продукти кои што ќе ти донесат широк спектар на различни хранливи материи за да му дадеш буст на метаболизмот. Доколку сакаш на мојата веб страна josifdamjanov.com во пребарување укуцај појадок и ќе ти извади 10 идеи за појадок, па тие нека можеби ќе ти бидат добра водилка и основа за од каде да почнеш, затоа што сепак најдобра опција не постои, најдобра опција е да го задоволиш телото на нутритивно ниво, да ги добие сите хранливи вредности, а за продукти има милиони комбинации како можеш да го направиш сето тоа. Затоа не би ти дал таков одговор, туку би те насочил на мојата веб страна или па ако не се снаоѓаш, пиши ми пак назад на Инстаграм и ќе ти го дадам линкот.